Студиото Пининфарина слави 95 години постоење. Еволуцијата на компанијата, која преку креативноста на своите дизајни ја обликуваше автомобилската историја, ја започна прочуениот Батиста Фарина, кој уште како дете го доби прекарот Пинин. Започнувајќи на својата 12 годишна возраст да работи во работилницата на својот постар брат Джовани, тој практично целиот свој живот го посвети на автомобилите. А ги креираше многу. Погледот во минатото ќе покаже доста славни модели, произлезени од неговото перо, за кои слободно може да кажеме и дека се автомобилска уметност. Градејќи ја репутацијата со безпрекорна естетика, неговото дело продолжи да живее и до ден денес како собственик на студиото е индиската Махиндра. Покажувајќи како може да се обликува не само идентитетот на бројни марки, туку и самата перцепција што автомобилот може да биде, визуелниот подпис на Пининфарина е длабоко вткаен во гените на целокупната автомобилска индустрија, веќе скоро цел век. По повод јубилеот, компанијата прослави посебна едиција на електричниот суперавтомобил Батиста, наречена 95. Базиран на технологиите на хрватската Римац Невера, располага со 1900 конски сили и дури 2340 Нм вртежен момент. Затоа и со леснотија до 300 км на час забрзува за 10,5 секунди и има максимална брзина од преку 350. Батериите од 120 кWh овозможуваат поминување 476 км со едно полнење, а цената е поставена на 2,2 милиони евра плюс давачки. Производството на Пининфарина Батиста ограничено е на 150 примероци и ќе заврши годинава.